Меѓу другото го повикуваат да дојде во столица денеска. Ние сме постојано на терен. Значи, представници на Министерството се секојдневно во Струмица. И јас сум секој ден на одредени средби и правиме сето оно што може да се прави. Барањата на производителите беа јасни и прецизни да менаџираме и да влијаеме на диалогот помеѓу откупувачите и нив, да до празникот Великден цената биде задржана на 20 денари. И тоа го направивме. И цената беше на барање на самите производители запазена, односно во тој износ. Притисокот кој што доаѓа од многу други земји каде што цената на вистина е многу поконкурентна од нашата, си го прави своето, но ние ги правиме максималните напори. Јас сум и председател на Македонско-руската комисија владина во овој момент и ние ги правиме сите напори за да овозможиме и олесниме, да го олесниме тој процес во извозот. Во Москва разговаравме за царинските давачки кои што ги има Македонија и навистина влеговме во еден целокупен процес оваа година да овозможиме нови пласмани и тоа постојано го работиме. Секако дека ќе оствариме денес, утре повторно средби со производителите и ќе се трудиме да наоѓеме решенија во овој дел. Денеска ќе ги имаме информациите за цената, она што јас утрово го знам дека не е испод 10, туку дека е 12 денари. Во текот на денот ќе следиме состојбата и секако дека отвореноста на Министерството и нашата присутност на терен ни дават за право да ги имаме вистинските информации и да реагираме и навистина ќе ги правиме максималните напори во тој дел. Не знам колку е точна информацијата, меѓутоа Украина и Русија не увезувале зелка. Како вие ќе реагирате како влада на во овој период имат прилив на зелка од други земји од каде што има многу поконкурентни цени. Точно е таа информација и затоа влеговме во разговори и преку Македонско-руската стопанска комора. Денеска се одвиваат интензивни разговори. Тој процес го води Дејан Бишлиев и секторот за меѓународна соработка во Министерството. Веднаш по денешниот состанок ќе бидам тука со винарите, ќе бидеме информирани, постојано сме во текст за да овозможиме, беа побарани утрово од нас податоци за потребната количина која што ни е, за цената, за можностите. Денеска во овие неколку часа се подготвуваат овие информации кои што ќе бидат испратени. Верувам дека ќе направиме дополнителни напори и дека ќе имаме резултат одредени и во овој дел.